Некоја сака недела, а некоја мрази. Не ја сакаат оние од утре што се враќаат на работа, ама јас ја сакам, затоа што имаме оваа изорена можност повторно да се дружиме со вас. И понатаму секако со минералната вода Визјана, која е пребогата со магнезиум, многу е здрава и е наш генерален спонзор, додека партнерите ни се здравите и задолжителни млечни производи на бучен козјак, сигурно ги имате вкусено и сте задоволни од нив. Вкусните меснати и совоместнати специјалитети на месната индустрија Екстра Мейн гарантираме за нив многу добра работа и производите на Арис кои секогаш ви ја гарантираат вашата чиста околина, што е многу важно за здравието на секој еден од нас. Незаборавниот и преубав амбиент и момент кој ќе ги доживеете во етно село Тимчевски секако, ако тргнете таму и ги посетите, и Тетра мебел да не заборавиме за удобни лежеи, слободна, одморна, растеретена мисла и секогаш редовен и убав сон. Еве сега и официјално здраво! Како што реков, сега и официјално сме заедно, а намерно ве оставивме една недела за да ви зафалиме малку, нели? Како таа што му пишала здраво, намерно не ти пишав за да добиеш желба да ме чуеш и видиш. Како си? Добро сум, вели, само што чекајќи да те чујам и видам, во меѓувреме се оженив и имам 2 деца. И така тој завршува на чат со бившата, ама веднаш еве му е во собата сегашнава, која му вели: драги, знаеш што, дај, те молам да го отпуштиш овој возачот. Абе, денеска за малку ќе ме убиеше возејќи. Драга, знаеш колку е тешко денес да најдеш возач, па и добар. Ајде да му дадеме уште една шанса, а? Излегува човекот да прошета, потоа и поминува покрај цвеќарница, а девојката што работи вели: зарем нема да купиш некој цвет за девојка ти? Тој вели: немам девојка. Па како така ваков убав дечко да нема девојка? Па така немам, затоа што не ми дозволува жената. И на крај на сето тоа се среќава со другар му кој го прашува што планира во петок навечер. Да се напијам пиво, вели, планирам. Аха, а после што планираш потоа? Па потоа на работа да одам, ти по пијанката веднаш доаѓа понеделник. Ете, тоа беше еден маневар од недела до следниот понеделник за да видите како изгледа животот на еден просечен македонец. А сега ќе видите и што тоа вечерва ќе гледате во Нема љутиш. Секој еден човек кој поседува било каков вид на креативност во себе може да биде инфлуенсер, што тоа во буквална смисла на збор значи кога еден човек има влијание врз друг човек или маса на луѓе. Челенка е вр на витешко кациго. Иначе се мисли на дело главо измеѓу чело и теме. Ново пута како за касно малце и покасно појду у кафану, све ме страда не е затворила. И од сви гласови да ви кажу што ги слушам у мој главу највише ме нервира они на немачки. Седнувам со него, свири, ја пејам, фалш ли е фалше, ајде од почеток. И така додека не се навежбам и идам на крај и они аплаудираат еве што направивме од него. Па добро, ја видиш, не сум много дебел да ме кажеш, ама... Дај изеду едну порцiju крилца. И вечерва продолжуваме со добра забава. Ич не ме занима дали гостите ви се познати или непознати, мене ме интересираат луѓе кои се интересни и имаат своја приказна. Вечерва кај нас на гости е човек што е познат кај помладата генерација, кај постарите не знам колку го знаат, но ќе го дознаат преку неговата приказна и гостувањето во емисијата Нема љутиш. Наш гостин Марио Рангеловски. Добро вечер, Марио, добро дојде во Нема љутиш. Добро вечер и подобро ве најдов и не знам дали оваа најава наслутуваше дека не сум познат, па ме најави дека не те интересира колку се гости познати. Шала на страна, кај помладата популација сум сигурно поекспониран во однос на возрастните луѓе, иако сметам дека по моето учество во Звездите на Гранд, кои важат за едно од најгледаните телевизиски музички проекти, стекнав популарност и тие повозрастни. Знаеш колку ме чуди колку бргу забораваат луѓето. Знаеш, имаме некогаш некои дилеми кај гледачите, демек кој е овој, кој е оној, затоа го кажав тоа. И мене во Македонија да бидеш звезда е многу тешка работа. Имаме може 2-3 звезди, ако го ставиме тука Игор Джамбазов и не знам кој после него, Калиопи и не знам Каролин, ајде да кажем. Јас за толку звезди знам, може и Владо Јаневски. Другите малку потешко доаѓаат до тој статус. И затоа велам, оваа емисија е забавна пред се. Тежнееме да на народот му пренесеме малку повеќе забава, хумор, смеја, да им помине времето покрај големиот наплив на политика,
Спорт многу што добро, може да релаксираме, може и да е заморно за женскиот пол посебно. Спорт? Да, вицевите, чули како кажаја? Како? Кажа дека е попознат у младу генерација. И јас си доведу нешто што е поблиско до моју генерација. Кај ќе дојде Наум Петровски, ви ќе си правите мој обед. Сега ја малце повише смарил. Може? Јас сам па постари од njega. И од Наум ли си познат? Кога си ти помлад? Леле. Па што да? Значи ти си постар, Марио е помлад, а јас сум у најгови години. Нареди си го ти. Марио, што попрво, инфлуенсер, пејач, рече си учествувал не само на звездите на Гранд, колку знам и на Пинковите звезди и на X Factor. Имам еден куп, да, Имаш, реални подоцна шоа, за музички нив, шоа. инфлуенсер, значи пејач и директор сега на Фондација за спорт и култура беше така, во да. Куманово, иако Марио е од Куманово, ние на македонски ќе тераме, ако ти дојде нешто на кумановски изради се словом. Инфлуенсер, како е тоа да си инфлуенсер? Може малку Занимање ли е тоа што е? Например, Види, како ако веќе бравар, имате повозрастна публика, може е паметно да објаснам во кратки црти што Имаме значи да научени се биде и нас и инфлуенсер. нив. Тоа е веќе професија, прерасна во една сериозна професија кој повозрастните не така лесно ја прифаќаат затоа што им се наметнати едни убедувања дека тешко се заработуваат парите, дека парите се црни, дека парите се проклети, го упропастуваат човекот и не можат да се помират со фактот дека некој за видео од 15 секунди што ќе го објави на Инстаграм може да заработи, например, 5 нивни плати. Не сака да веруваат. Да, и тоа не име, сметаат дека има рок на трајање и сметаат дека не е професија, затоа што професија според возрастните неретко знае да биде копање на нива, фабрика, не се научени дека помине еден период каде што луѓево се едуцира, каде што луѓево застанаа против системот, каде што луѓево рекоа дека треба да заработуваат од она во што уживаат да го работат, а инфлуенсерството е сигурно една од таквите професии, затоа што секој еден човек кој поседува било каков вид на креативност во себе може да биде инфлуенсер, што тоа во буквална смисла на збор значи кога еден човек има влијание врз друг човек или маса на луѓе. Инфлуенсер не те прават 100.000 луѓе кои те следат, можат и 10 луѓе да те следат, ако ти имаш влијание на нив, ти си по дефолт инфлуенсер. Ама со заработката е директно поврзано. Со заработката е директно поврзано и тоа колку луѓе те следат, публиката се шири, луѓето се поотворени за тоа да следат инфлуенсери, дали на YouTube, дали денес на TikTok, особено младите, дали на Instagram, па дури и Facebook, иако Facebook веќе мислам дека него ни користат луѓето во таква количина како што тоа беше пред едно 10 години. Сега кај најмладите е многу популарен TikTokот, претходно беше исто толку популарен YouTubeот, сега малку се смени концепцијата на таа платформа, зашто ми е искрено многу жал, затоа што јас мојата кариера како инфлуенсер ја започнав токму на YouTube и некако си ја негувам таа љубов, иако моја прва љубов е секако музиката, со која што пропратно се занимавам и многу паметно си го користам тој медиумски простор кој сам сум си го дозволил на моите социјални мрежи да го експонирам и мојот талент и она со што нужно сакам да се занимавам во иднина. Кажи ми да прашам ја. Ајде кажи му на него. Кажи ми Лено, кажи ми. Марио, плаќаш ли си ти тој пензион инвалидско здравствено осигурање? Пензија ќе треба да взимаш. Кој ќе ти го дава пензија? Овие имате ли ви да кажеме синдикат? О, море коки, па ја 50. Еве на пример синдикат имате ли да ги брани твои права? Инфлуенсерот ти ќе си, например, да се сликаш на некој плажу и да кажеш некој мабет, раздува се ветар, растури ти го дъм, ти не можеш дневница да го земеш. Доброто во целата оваа ситуација што немаш потреба да бараш право, ти работиш за платформи кои воопшто не се во власништво на државата во која што живееме. Да. Како? Па затоа што средствата кои ти ги исплаќа Google AdSense поминуваат во банка со доказ дека ти си там, дека твојот канал во случајот е монетизиран. Не си ги печелија пари на црно, да, така е. доколку работиш кампања на Инстаграм, подпишуваш официјален договор со компанијата или маркетинг агенцијата која те ангажира, да, и на тој начин си се плаќаат и давачки на државата и све е тоа легално и пријавено, иако самите платформи не се, мислам, нивното потекло не е од Македонија. Има ли тој лимит кој треба да го испуниш да би могаја да кажеме да земеш пари како фидбек од тај? Да, апсолутно, на секој една платформа постои некаков
limit, ako možem, to jest не е лимит, тоа е критериум Да, по критериум. кој што до кој што morаш да стасаш за прво да се монетизираш, а второ и да стекнеш некакво влијание кое спонзорите ќе го забележат и ќе сакаат да вложат во тебе за ти да бидеш нивниот амбасадор на овој или оној начин. Во однос на пензиите и здравството, секој човек да го разбере. Да, многу ми е јасно, тоа се тие фрустрации од времето на фабриките кои оделе во не ти стечај, вика бабата идиоти. палење на години. Не ти вика бабата идиоти, синко, гледај Сака да ставам запасли во се. една екстра непријатна ситуација, немам баба. Не, добро, не, мисли баба и дедо. Шалам на страна. Карикира. Не, младото... Чичовци бе викали ти, синко, види ти запусти се фирма каде што ќе имаш здравствени пензион. Ја го задоволив и тоа. Јас сум и вработен, значи Така е, моментално да. сум и веде директор во Оп, фондација. е, И мене таму ми се Иде и покрива и пензија. здравството. Три во едно, три Али во шала едно. на страна за оние кои не знаат, постои Јас за тоа и- можност сам да си финансираш и во пензионо, и во здравство, и во све, да си осигуран, а да работиш као фриленсер. Да работиш Стварно, сам. овој малко на шалуга постави прашања, меѓутоа е и озбиљно, нели? Треба да ги се јасни на луѓе дека Апсолутно. А секој Знам кој е дека доволно многу луѓе сериозен се и во умен. заблуда и многу луѓе еве сега младите многу често и работат не јавна работа, меѓутоа работат за американци, работат за овие за оние преку интернет. Тераш И сите се кефери- прашуваат, а ти осигуран ли си? А зашто да сум осигуран кога можам тоа сам да си го финансирам, ти заработам 3 пати повеќе од тебе кој си осигуран Така е, овде. да. Таа комфорт зона, мислам, во животот никогаш не можеш да направиш ништо ако не излезеш од комфорт зоната и ризикот е основна алатка со која што може и мора човекот да се соочи за да направи нешто повеќе. А ова што моментално им се нуди како идеја на помладите е одлична шанса да се стекнат со едни бизнис искуства. Спомена и YouTube, TikTok, рече TikTok сега е малку попопуларен од YouTube. Instagram знам дека исто меѓу младите е популарен. Можеш ли односно не континуирано, туку паралелно на сите три медиуми да бидеш? Тоа по дефолт се поврзува, мислам дека. Поврзани се меѓу себе или да, ти мора да? Затоа што јас, например, стекнав популарност на YouTube, а потоа истата почнав да ја користам пласирајќи пропаганден материјали на Instagram. Ме ангажираат, например, компании да ги рекламирам нив или нивниот производ или што и да е, благодарение на популарноста која сум ја стекнал на другата платформа, али поентава е во тоа што јас сум тој па тој. Марио со име, презиме, лик и дело, и на кој платформа да се појавам, стекнувам некакво комјунити кое ми е фан база и така некако функционираат. Ти може и да не постоиш на некоја друга платформа, како во случајот јас на TikTok не успеав да се вклопам у тој стандард дека мора да научиш да се изразуваш у 30 секунди. Таму има лимит, така? До 30 секунди? Не, има сега до 10 минути, али кој гледа видео на TikTok од 10 минути? Тоа е многу сериозен проблем. При експанзија на TikTok доживеевме да младите изгубат концентрација да гледаат било што е подолго од 30 Кратко, се секунди. смее, бега. И тоа ја као некој љубител сериозен на зборувањето, јас сакам да си седнам па да си кажам, па сад време дека тоа е во ситуација да никој не сака да ми слуша затоа што не можам да се изразам у 30 секунди. И малце се смени играва. Ја се трудам да се прилагодам, меѓутоа... Ти си Балашевиќ у TikTok, дека многу дугачко збориш, не? Да. Пошто Балашевиќ не, па не збор, не се не обидувам да зборам. Кад Сваќате викаше стар. Балашевиќ, брзи се фалија дека знае 5000 песме на памет. Лако му е да знае 5000 песме со 3 збора, а едно мој нека научи на памет. Едно мој нека научи. Прича Васила Дачком, 47 строфе има и сви различни. Правилата Не ги се научи. менуваат често, таму Многу треба да ги често се следиш менуваат, сите работи многу за да често бидеш се менуваат и на YouTube и на Instagram. И још сегде. нешто да прашам, После нешто пази, што се Марио. вика алгоритам и мора да играш како они ти свират. Ако сакаш да опстанеш, затоа што ако 3 дена ти не објавиш ниту еден пост на Instagram, знае алгоритмот да те избрише од Идеш историјата. друга лига. Да, Тоа па, е ствари како шеф не, мој не на излагаш. редовност обрнува паžњу, разбираш, ти беше редован на работа или не? И 8 сата работали или не? Потпишеш се порано дека се искочи, он те скрати на дневница. Значи, ете, Тако гледаш и дека- они имам 8 сата радно време, али не 8 сата радно време, него редовност на 24/7 е радно време на еден информац. нели редовно појавување. Како Значи, се вика, може три да дена не заличи си се на појавија, стандардно работа. Значи, чекај ти, што е работа с тебе? Само што ти го контролираш тоа. Значи ти се Знаеш што е терало фасцинантно? у тебе мора да е. Фасцинантно оваа професија и работа е тоа што луѓе зашто не ја признаваат као професија? Затоа што мислат дека се работи со леснотија, а убедени се дека работата мора да е тешка за да биде работа. Сега ако тоа е со леснотија, се прават такви пари, зашто секој не се дрзне да го работи? Па не може да биде лесно. Тогаш секој би. Тоа не можеш ти да споредуваш некој што уклучил камера, седнал и зборува, па седнал монтира, па
Тоа е процес и тоа трае, ти треба вештина и апсолутно е захтевно. Меѓутоа не можеш себе да анализираш и да се ставиш у ситуација се тебе ли ти е потешко или на тој што 8 сати копа. Врти лопат. Или на зграда некоја град. Мислам, не треба опште да се стават на вага. Секогаш постоеле луѓе кои работеле, како да се изразам, а да не навредам никого. Меѓутоа, луѓе кои не биле образовани, кои немале повеќе од една вештина и заработувале само исклучиво до она што единствено знаат да го работат. Ако си ти мултиталентиран, зашто од се нешто да не ти биде извор на финансиски средства? Апсолутно. Особено во денешно време кога свет е на повели и онака све можеш да изгуглаш за 5 минути да најдеш туторијал како да бидеш познат денес. Да, и тоа може. Буквално све постои. Затоа јас те поканив да не бараме туторијал како да си познате, да објасниш. Па добро, сега ја може не сум репер за нешто мега гига успешен во оваа работа. Ги разбирам работиве, али како некој што доаѓа од помал град, иако важиме за најголема општина, ја имам и јазична бариера во овој случај, имам и многу ограничен број на контакти, не живеам во градот на можностите, не се движам во круг на луѓе кои се пресудни за да успееш во оваа работа и све работам сам, од монтажа, преку снимање, преку колор корекции, преку сликање, преку кампањи, апсолутно све работам сам. Тоа е за DC-то збориш, не си во Скопје, така? Да. И ние така се чувствуваме. Не мислев на Њујорк. Да видиме едно видео, па ќе те прашам малку зошто младите, како се чувствуваат младите во Македонија, ме интересира твое мислење, дали вака, како на лет нешто, на лет работа. На лет работа. Да појде, да не појде со години вака, изгледа климава им работа. Коки, кај кажи ми ти што мислиш? Овај лизнали се или лизга се? Ја мислу, лизга се, ако се лизна, ќе се Ќе беше на земја. Ќе беше на земја и ќе беше утепа. Ама лизна може и друго да значи. Лизна, Знаеш што е? ама не, добро. За лижење у моја фамилија сум задујен. И видиш и секад би прашале, како да дочекава екипе од Македонија пут прв снег? Убаво, круг на фамилија. Скромно. Не се искачале нигде. Не се искачале нигде. Ја најдов оваа, така ми изгледа теренот за младите во Македонија. Дали е тоа една од причината што повеќе се ориентираат кон интернет, сега дали се инфлуенсери или нешто друго работат, рече ти, има што монтираат материјали за амерички компании, за германски компании, има и друг вид на активности и работа на интернет. Дали поради тоа што немаат можности, се чувствуваат како некако несигурни на ова поднебје, па да не бегаат во странство, да многу побегнаа, Канада, Америка, вака згодно. Остануваш во Македонија, а сепак си со целиот свет на интернет и таму работиш и оттаму заработуваш. Дека е ваков патот сигурно е, меѓутоа не само за младите, за сите и секојаш бил. За да стигнеш до врвот, мора малку и да се лизнеш, мора малку и да доживееш непријатности, мора малку и да се стекнеш со животно искуство. Миграцијата во последно време стана и тренд што мене почна искрено да ми пречи. Не сум некој што цел живот би останал во Македонија, сум размислувал да се заминам и јас, меѓутоа треба прво да ги искористиме сите ресурси кои овде имаме и ако тогаш сватиме дека нештата не функционираат апсолутно, тогаш и зашто да не си. Добро е што најдобрите отидоа, па еве и ние емисија добивме. Да не си селија толкумина кајве кој ќе не пушти за телевизија. Свако лошо има и добро. Сви убави отидеа, па и ми ружни маца да бидеме пред камерот. Сега кој на радио ме ставља све нон-стоп цел живот, вика ти за радио прва лига, 9 дечкови, најмалци на телевизија. Не, вика радио. Али луѓето што си замина, многу од нив знам и сигурен сум дека не се среќни таму каде што се и кога ќе се направи една кога ќе ги ставиш на вага работиве, некоја просечна плата што имаме во Македонија со нивната просечна плата во Германија, например, доаѓаме на исто. Тука, да, затоа што таму со 2000 евра си како тука со 200. Кога ќе земеш предвид што они све таму мора да платат и колку ќе им останат, исто и над вас. Добра, ама ако има две плати, види трошоците се скоро исти, храната е иста кон нас, кај ни становите најмногу чина, тие трошоци, нема да се сложам дека баш толку толку иста. И таму има калкулација како дека што има калкулација, нема да јаду 3 пат у неделју месо, 2 пат ќе сам на салама, 1 пат на месо и ќе си проедуваш. Дека не живеат како кај нас не живеат. У кафеани, у ресторани нема толку. Ама тоа тачно се познава кога ќе дојдете во летен период. Тогаш не излегуваат од кафе. Ова изгледа као циркус. И пред Нова година. Маново е циркус летен период. И пред Нова година. Тоа тие луди, тоа све што таму не смеат да го прават или не можат или немаат услови, тоа овде го. И ти тачно гледаш дека тие луѓе се таму несреќни.
Пуштени кучиња од ланец. Тоа ти се нашите мигранти. Како се вика тоа? Кој ќе се Гастарбајтери. Гастарбајтери популарно. Мигранти, имаме и мигранти. На Ме привремена интересира работа. твоето мислење за мушко-женски односи, ќе те прашам, ама бидејќи говориме цело време, говориме модерно сега се каже на македонски, иако е говорите малку македонски. сомнително дали е баш наше, зборуваме на македонски, по мене поточно. Ај на кумановски, да те чују дека си од Куманово, прочитай го овој и кажи ми што мислиш за тоа, дали може да бидат машко и женско пријатели. Еве, например, не знам кој ви го пишувал ова, ама не го познава доволно кумановскиот дел. Ај прочитай ga ти. Везу не е на кумански, туку на српски. А кај нас е врска и на кумановски. Па да, добро, може да се не каже. сме врско. Познати може да сме по-српизмо. Или само се муваме. Аха. Нормално е дека мушко и женско можев да има пријателјско врско, ја си Врско, го поправил, добро. без секс, тој каде нас се вика брак. Тоа е за нас, за постару генерација. Да, Кој да. вас помнади како, може ли мушки и женски да биде пријатели без тој? Да развива в едно пријателство Апсолутно, па другарство. ја верувам во машко-женски пријателства и не можам да ги разберам луѓе во кои мислат дека секогаш едниот има некаква намера. Но добро, не сме кучиња, луѓе сме и сметам дека може да се воздржиме од сексуални нагони кон било кого. Овој ми е најново овој аларм кад дојдемо негде при крај на прв дел. Кажа ти види, а. звонче да земеш ти Абе, не взимаш. технологија и до тебе допрела, видиш? И получи да биде инфлуенсер за почеток аларм да ga тој како вика смо за сад да ga накурдишеме. Ако си Да, те прв кордиши на ги. куде аларм да ga научиш, нема ти леп да јадеш од инфлуенсерство. Види Марио, од нешто мора да се почне. Да. Еве од волу може да почнемо и да Може. да направиме кратка пауза, се враќаме за кратко, гледајте ги и другите содржини. Тинтара. И дел од њума челенка. Има ли нешто у тој твојот тинтеру? Мисли се на главу, а алудира се дека е празна, шупља. Челенка е вр на витешко кациго. Иначе се мисли на дел од главо измеѓу чело и теме. За оние с голи челенке се вика дека су келави. Јас сам прокелав, пошто још може да го терам косу на шишки. Тинтара се споредуе с празну лејку и шишарку, пошто и у њима нема ништо. На времето се е сматрало дека келави људи су поинтелигентни од људи с косу и дека паметна глава не трпи ништо на себе. Е так, јас сам просечно интелигентан. Средија си го Зељко и до тераја си го Тинтеру. Оди вама на 5 прста. Такој како деца дава сме на знање на тазе шишанога дека е наред да ја изеде по 5 прста за шишање од тил. Види, браничи ми малко на тебе. Исто боја на качкет носите. Ти после новогодно бежали бре до твоите да ги видиш кад сме веќе куде потомство. У Скопје викам кој деца веќе. Не сам бие. А знаеш дека се преселива у нов стан, бе, сак су на високо. На 16 спрат, ја не може да се вози у лифт. Зашто бре баца Стојко? Парпа, страте у лифт. Не, бе, мене страда да се вози у лифт, бе. Ја сам болен, имам клаустрофобiju. Ти намерно ги кажуваш тие зборови, нон-стоп, божим су немачки. Што е тој? Клаустрофобија е болест. Тоа е страх од затворен простор, Ставре. О, па јас сум ондак веќе болен од тој. Затворено. Много пута како, за касно малце и покасно појду у кафану, све ме страда не е затворила. Добро, само ти тераеш шегу на носки, ти скочи, кажа ти ја. А ти беше ли куде твоите деца на гости у Скопје? Ја, бре, некакво идење. Скара се одма за мојото, зашто неќу да го воду и ток, остава. Нема разбирачка, па ке нема. Интересантно е како може муж повише да го разбира и поубаво жену кад не е ожењен с ним. Например, шваљерко. Бежи, бре, тамо, каква швалерка, немам ја швалерка. Ја, бре, но мојото не знам што да го правя не швалерку, што ќе го работу. А добро, оно што ти премарси, мислим, што ти кажа на тебе, па се скарасте пред да појдеш? Не, нема ли бре женско што да каже тој
Uvek bre, negde pojdeš, počna da vika odmah, ja samo na šalu, kaže, sam kida, ako ideš sam ga sretneš nekoga šuntavoga, vika, pomogni mu, možda ti je rođak. Kako bre da reagiram, zem, ma pa zatvori u šupu. Ajde, ništa, negde be tamo nek zbori balko samo sa sebe. Ja go držu do večeru, pred spanje ću upuštu belki odmah kad se spije, pa nema zbori, a? Kad se spije, a ti da te prašam u toj tvojoj šupu, imaš i šajka i čuk. Kako bre, već stojko, nema, pa ja sam domaćin čovjek, koji nema domaćin u šupu toj, a? Pa, Varka i kad će dojde na spanje, da ne ti učuka neku i šajku u til. Kaže, a ti ja na noske ti iskoči. Ne može pa se stojko na nos nikako da mi iskoči. Jak, ja ti pa se stojko spiju na grb. Znaš zašto? Zašto takoj bolje krču? Haha, njum go to nervira i ja još poviše. Jedino ona možda mi go načuka u čelo. Ako go načuka u čelo, ona od pozadnik iskoči, tako da toj po tvoje na nos nikako ne može. Samo i ona da vodi red, da nego zavraća šajku. Razbiraš, kad dojde vreme, kad treba taj šajka da ti se izvadi od glavu. Šajko. Šajka. Evo, ovo ti je život, a uživanci, работиш koliko moraš, a trošiš koliko nemaš. Pa što bre, pa ki vide bolje, samo 30 godina projdesva. Mora da smo optimisti bre, mora. Optimizam, znajte, to ti je kad non stop nemaš pare, a uvek ga nosiš novčanik s tebe. Ako je prazan, nosiš ga ti. Pa mora da budeš optimist u životu. A ono pa život ti je kako frizer. Ti mu kažuješ kako sakaš, on pa si šiša po svoje. A ja pa nemam vlaknan jezik, često si kažu što si misli, zato je mene niko ne me šiša. Što ima bre se šišam, ko me šiša mene i tati isto vika da se bre, ti si tebe kelinka bre, koji te šiša tebe? Džabe ti ja objasnujem. Džabe do se na budalu da objasnuješ isto kako na gluvoga da šapnuješ. Ajde tere si tamo ravo tu detinju, ta tebe detinju ravo. Onda znaje ja koliko pametnost. Nego, neću da se karam. Pomre ne znaje ja samo koliko glasovi slušam u moju glavu. I od svih glasovi da vi kažu što ih slušam u moju glavu najviše me nervira oni na nemački. Obre, ništa ne ga razbiram što mi zbori. Pa mi se javlja. Vi kada kažu samo Auf Wiedersehen. Се враќаме назад во студиото. Марио Рангеловски, наш гостин, инфлуенсер, пејач, рековме, и директор. Сега малку за останатите професии. Ајде. Те прашав на почеток, не ми одговори, тешко ли е да ги споиш сите три? Напорно ли е? Тешко е, доживува човек бърнаут, тоа е еден термин на прегорување, синдром на прегорување. Бърнаут, така се вика? Да. Имав таков еден период сега конкретно минатата година, кога сватив дека не можам да се фокусирам на апсолутно се и одлучив приоритет во животот да ми биде музиката, а тоа директорство мое да ми биде некако да го доживеам многу по-професионално, да го одработам и да си идам со чиста глава. Затоа што мислам дека работно време. Да, таа титула ја живеев 24 сата и во неделата. И малце ми беше проблем затоа што и кога сум дома и кога е викенд размислував на тоа што не треба. На луѓе кои ми се јавиле, на кои што не сум им вратил на порака, знаеш како е да се биде директор и сметам дека таквите обврски не смеам да си ги дозволам во овие години, ако сакам бојата на косата да ми потрае барем до некоја 50-та година. Гледа и види како иде тој сега сред. ќе се потрудам, ми се трудам, работата си ја завршам мега професионално и имам супер тим на луѓе со кои што работам, па некако балансирам и ми помагаат, ме некако во нашиот случај, односно во Фондацијата за култура и спорт не е ни важно кој е директор. Важно е работата да се сработи. И никогаш не ми... Со добра организација успеавате да го мислам дека избалансирате. никогаш не се одвојувал тој што бил директор во таа наша фондација и сметам дека тоа е и клучот за успехот со кој што се стекнуваме од година во година, затоа што имаме стварно сериозни проекти, сериозни успеси. Да, се зголемуваат проектите од година Се во година. зголемуваат и колку што треба треба. да се зголемуваат, меѓутоа лошото е што не се зголемува тимот, а не Добро. Само обрски, а? Работното време е толку. Рековме,
пејач. Значи, тука тоа значи дека инфлуенсерството малку ќе трпи, повеќе на музиката Да. се повеќе обрнуваш внимание на музиката. Беше дел од многобројни регионални надпреварувања и македонско X Factor беше македонско или Не, бугарско. на бугарското беше. Тоа е ми какво Сещате се казва се таму во Софија? Ами, добре. Беше хубаво, добре. да. Како те прифатија Македонија? Многу убаво. Имав само една непријатна ситуација, тоа верувал или не, у такси. Пошто со кој друг би можел да ти замери нешто ако не таксист? Точно му бе сам. А ја као ќутам, само да не проговорам на македонски у себе, ќути, вози ме. И сватio еден момент дека кршам јазик и дека не сум од Бугарија и као и кога почнав да ми објасна 5 саца бајлеа, типо, на некој хотел се во... Ужас. Али, генерално, они, као продукција, као еден проект, сериозно искуство и многу професионално, многу пријатен однос, многу сериозен успех таму. Знаеш што е проблем со надпреварувањата, што каде и да одиш, ако се вратиш овде, од тебе нема да биде апсолутно ништо. Мора да останеш таму, да ги задржиш тие контакти, да почнеш да работиш таму на случајот. Не можеш овде да се вратиш и ти да градиш кариера во Бугарија или во Србија или кај да сме биле, а сме биле на сите страни кај што сме имале нели можност. Сум бил ја првенствено со македонски идол, почнав тоа во далечната 2010 веќе. Тогаш прв пат се појав на телевизија, имав 14 години, ако не се лажам. Потоа почнав со овие регионалните Пинкови звезди, па звездите на Гранд, каде што исто така се стекнав со сериозен успех во однос на тоа дека прв пат се појавив, а многу луѓе идат од година во година за да стигнат до например 5, 6, 7 круг или финале. Немаше ти Звезда Гранда профил? Еден, Звезда Гранда 2. Нема. Зашто да нема? Никогаш не Па сум има бил кумановци подпишан. што имаат такви профили. Ако да, Звезда добро. Гранда 3, Звезда Гранда 4. А некако јас по По завршување на таквите учества пробувам да се оградам од епитетите кои би можеле да ми ги залепат и затоа веќе работам на нешто друго за да не се не можам цел живот ја да бидам Марио од Звезда Гранда. Ама гледај Затоа грешка. после мене помина уште 3 сезони, уште 300 нови луѓе, зашто тоа би ми било единствената лична карта. Сметам дека имам дека слабо помнат луѓето. Знаеш колку мина имаме доведено? Ами, што природно се е тоа. Биле во финале на Звездите Да. Гранд, на Гранта не ги помнат луѓето. Има луѓе и победиле, па не ги Победиле, победиле. Мислам, нема тоа никаква тежина. Тоа ти е битно колку ќе те забележат и пошто. Ја имав среќа у несреќа што бев во онаа сезона која траеше 2 години за време на короната. И ние имавме секој викенд продолжен полициски час. Например, памтам еден велик ден 70 и кусур сати во Беше затворени велик ден, да. дома. Сите дома. Сабота јас се емитувам. Искачам у вторник на улица, мислам дека цела држава ме гледала. Затоа што ти луѓе немаат што да прават дома. И имав таа среќа, меѓутоа природно и многу нормално да се случат нови луѓе после мене и не ми е виновен мене никој, треба ја да продолжам да работам за да останам, да траам и нешто да се случува во однос на тоа. Окупиран сум со разноразни други работи и не успеав да се фокусирам да ги искористам тие 5 минути, меѓутоа ќе дојдат некои следни 10 и работам на тој случај. X Factor дојде после Звездите на Гранд? Не, пред. Звездите на Гранд се последното мое појавување и мислам дека последното и официјално. Кратко, ако споредиш во Бугарија и во Србија, Звездите на Гранд и X Factor, тука се некаде? Или ова ја по лиценца? Не, X работа? Factor е да, по лиценца проект кој не може да се спореди со ниту еден друг. Тоа треба да го искусиш макар еден круг за да сватиш што значи телевизија, што значи професионализам, што значи да се знае кога што кој работи. Се е по истите стандарди Све. во Англија, И не смее да биде поинаку. И тоа искуство вреди за сите пари. Звездите на Гранд исто така. И многу поблиску се до нашиот народ како шоу, како идеја, али тука има многу пропусти кои во тој момент додека учествуваш им ги замеруваш, сега веќе се анегдоти и сега веќе се искуство исто така. Затоа што и негативното искуство знае да биде позитивно на крајот денот. Па сега конкретно да се сетам на една одма мега интересна да ја немам, али имало ситуации кај што еве јас сум бил во тимот на Карлеуша, ќе се видам еднаш со неа, 3 пати после ќе се видам со одбрани пејачки кои она одлучила да ме менторираат, со кои што ја у тој момент не сум у добар однос и ја не можам да вежбам. И например, ајде ќе именувам, сигурно нема да стигне до неја, со Мира Шкориќ. Јас со таа жена не можам 3 муабети да разменам, а да не се испокараме.
И ја тука сватив дека ја морам да си вежбам, имам еден друг пријател Силјан, апсолутен слухиста, пианист, има дипломирано во Лондон, седнувам со него, свири, ја пеам, фалш ли е фалше, ај од почеток. И така, додека не се навежбам и идам на крај, и они аплаудираат, еве што направивме од него. И така функционира нешто. Ама добро, и тоа е некој маркетинг трик, може да се каже, ако си веќе добар, Не, секој гледа да го искористи тоа. Нормално Апсолутно, да. Да погледаме некои твои слики, ќе ни појасниш каде се настанува. Ајде. Првото може ќе ти... чекај. Ова не за мој предпоставка. Ово е моја слика, Драгане. На крај ќе го Ај, кога веќе ја видевме ова, коки виши, како му пада му коса и го вржај да не му испадне све, ова е за тоа. Гледај, Сега да кажеш, не знам дали го паметна, носиш нека такој. Значи, паметна глава не трпи луду косо или не. Баш тој пише дека си што Гледај, нема коса, гледај. тако вика, паметна глава не трпи коса. А ми не Само постои ти ја човек објаснам, кој не си нашија за некој оправдање за нешто што му се. И си што нема мушко дете, вика, потешко е да направиш Да. принцезу, него бара. Одван ти објаснам. Ја, например, кад би бија како овога, мислим, со ретку косу, ја тој репче не би ја турија позади, него напред, како Ама шишко. ти имаш повеќе коса од овога. Па имам Значи обавез. имаш још, може да напредуеш со Може да тоа. напредуи. Како сакам, да. Во свак случај сам у подобра позиција од овога. Вајде само фудбал кога играш со глава да не играш нека. Овакој веројатно изгледа авион кога ќе се враќа од Истанбул после трансплантација. Интересно. А док, човек што прави? Само мислим, ќе се изненадиш, ова си на колку? На годинка? Па веројатно на годинка. Мислам дека ова Не памтиш? е 96-та година. Например, јас сум роден, па претпоставам дека пакет ја не гледам нешто да. Да, ова сум ја на некој мој година и пол, 2 максимум. Да. Добро, скоцкан, уште тогаш се гледа дека нешто... Па овде ме дотерале пошто ме носеле очигледно на професионално сликање, инаку вака кога ќе гледам фотографии од приватна од албуми, уствари нема галерија од тоа време, али албуми што ги штампале фотографии, облечен сум као на улица да ми имаат најден. Така што ова е премија. А овој како за вакцину кога иде со храна, значи следите дотерат и... Па можда после вакцину су ме однеле. После вакцину за да сликане. И сега да се заврши тоа на едно бањање. И гледај, ова кој е модерно облечен идеш по свира ѓаци, да те видим. Да, возико тоа би trebalo... Среќа па не се сеќам на тој период. Одиме на следната слика. Ова е на X Factor. Да, ама добро, ова е фотографија од аудицијата на српскиот X Factor, А и кај што таму- уствари не учествувал. А, не учествувал, а беше- Тогаш се случи, се многу е долга приказна, се случи да, тоа се снимаше во Cineplex официјална аудиција. Тука се случи моабетот дека картичките со кои што се снимале сите аудиции во Cineplex дента откажале и ни еден кандидат од Македонија не помина, дополнително го викаа Даниел Камаковски Фифи. Ова е на... сега тоа ми беше динат. Беше ти на парови? Бев учесник во реално Со шоу кого кое беше беше Пари не беше. кое беше комбинација на Парови и Малдиви, тоа беше 2016 година. Ова е на Хепи телевизија? Аха, они имаат парови. Да, и Како е таму изгледа таа куќа, богата, направена, средена, голема е? па изгледа галантно, не дека не, затоа што ја малку сум клаустрофобичен, па тие ниски плафони ме ваде од памет. Али ја бев у другиот дел сместен кај што беа тие Малдиви, тоа беше на отворено, као мислам исценирано студио за реално шоу, знаеш како може да изгледа, ама тоа не би можел да кажам дека ми е најубавото искуство во животот. И сметам дека учество во реални шоа ми е грешка. Сериозно искуство е тоа, ама не сум горд на исто. Добро, следна фотографија, да не одиме, да оставиме малку простори на крај. Ова е со ти кажи, ја нема да кажам. Сестра ме, да. За мене драга особа, Така. една од презентерките на ТВ+, многу добра беше во свое време. Сестра ти Маја сега во Германија мажена Така, веќе 7 години е таму, со 2 мали дечиња. Маја, генерално, да, некој извесен период беше презентерка на вестите во ТВ+, уствари која се отвори телевизијата, една од првите телевизиски лица таму. Па што можам да кажам за сестра ме, освен дека Подршка ти е... беше, мислам, голема. Да, и ден денес ми е подршка, мислам дека некој што најмногу се грижи за мене, некој што најмногу е заинтересиран за она што јас го работам, и генерално човекот кој што ја најмногу го сакам на цел свет. Мислам дека да, многу е чудно што ние сме 2 години разлика. Ретко се запознава некој човек што толку е врзан со брат или сестра како што сме ние двајца и многу ми е жал што ете отиде
потребно или безпотребно, тоа нема да навлагам, веќе се приватни работи. Меѓутоа, јас би сакал еден ден да се врати, пошто ја сигурно нема да отидам да живеам во Германија, ако веќе идам, би отишол Италија, Шпанија, нешто кај што има сонце, тоа сивило не ми треба во животот, али ако е среќна таму и посакам да бидам најсреќна, ја ќе придонесам за тоа да биде така како што знам и умем. А и си личите, очигледно сродни души, ама и си... Личиме, да. Малце сме до душе пораз. Кога ќе загледам, не сме баш толку слични, али... близнаци. Ама тој ти ga загледуваш, други не ga загледуваш. Да, па добро. А На други прва не ги кога ќе тражи видиш... разлike, кој да вас него ги гледа сличности. Апсолутно, да. И уште едно ми се чини имаме. Ова е со Ивона. Јо. Сакам да те прашам за односот со неа. Знам дека се дружевте едно време, дури заедно како инфлуенсери бевте присутни на YouTube. Знам дека и Мартинијан Кириловски беше во ваша во друштво, дали заедно настапувавте. Каков е тој однос денеска? Ние се зближивме јас, Мартинијан и Ивона за времето на едно музичко шоу кое се емитуваше на тогаш македонската радио телевизија за афирмација на стари македонски песни, сите наши песни. Бевме тројца како представници на нашиот град. У таков некој контекст. Постојано се гледавме, вежбавме и така натаму и некако природно дојде до тоа зближување. По извесно време отворивме YouTube канал, по извесно време, после долги години, уствари 5 или 6, не знам кога тачно почнавме, отворивме YouTube канал, тоа дополнително не зближи затоа што стана збор за заедничка работа. Меѓутоа, како што не зближи, така и не оддалечи. Сега веќе Ивона живее во Скопје, така што, ето, тоа е тоа. Една ексклузива, Ивона припрема сингл, нова песна и се надевам дека брзо ќе ни биде гостинка. Имаме ли уште една фотографија или не? Ајде да видиме. Имаме. Ја спомена. Елена ли? Таќа, да. Добро, кажа за неа, останате во добри односи на крај, окей, све? Не, со неа никош не сум ни имал проблем. Ја, со другите, зашто она беше информирана и беше во текстот, тоа дека ја не можам со секого да работам. Па имаше ли влијание на твоето пење, Елена Искрело? Елена најмалку имаше влијание на моето пење, не затоа што она не можеше да има, туку да, и tekako, не на визуелниот идентитет, туку на она што е самодоверба, став, како треба. И ја у таа сезона од машките кандидати, покрај тогаш, не знам, Мисак, например, бев еден од поистакнатите во таа смисла. Ја кога ќе се појавив, многу имав трема. А изгледаше, сите кога ќе ме сретна, блазе си ти, како се движиш, како, ја би се тресел, И јас се тресев, ама се тресев вака. Знаеш, пошто сваќам дека имам 5 минути, тоа се моите 5 минути, се дај све од себе што и она тоа знаеше да има сериозен удел, имаше мајчински е настроена многу, се грижеше екстремно. Знаеш, дури чудно ти е зашто толку се замара кога е Елена Карлеуша. Добро, она не изгледа така, не изгледа воопшто и сега кога ја прв пат се најдов у сопче 2 на 2 со неа и кога ја видов у тренерки со врзана коса кај што ми вика, види Марио, ти си овде најдобар. Не дека ја бев најдобар. Али она свати дека у тој момент мене ми треба некој да ми даде крила. И знаеше како тоа да го направи и на тоа сум и благодарен онака, многу. И затоа ја почитувам, ја сакам, ја се пријав генерална звезда на Гранд токму за да соработам со неа. Во случај да не гласаше за мене во првиот круг, веројатно би се повлекол. Значи она мајчински се поставила према тебе. Још да е земала да те дои. Сега не идемо толку далеко, кажа. Види, не постои човек Кој не те прашал. Ама не, ја ништо не кажа. Нели Ја таму мајчински се вртам на глава. Ја мислам дека треба да чутиш што кажеш. Таму се вртам на глава, нема што не направив некој да ме и ќе ме сретнат луѓе и ќе ме прашаат, а каква е ужива? Ајде бе, иди. Зашто ја иду, поју, играм? Виделе го кад се презаблачи. Па имаше еден момент на Бина кога пеев ја кога испадна в тој круг, она буквално женава излезе, се пресоблекуваше гола на Бина. Време е за подароци. Ево го овој обилен Дедо Мраз, брада да пуштам и можам да делам подароци од нашите пријатели, спонзори, повели Екстра Мейн, имаш Благодарам, многу Не, производи. студио го покажи. Ај, види би список што има. И Тоа е за список, мене. чујате се, не. Ово е за тебе. Овие сви, ќе видиш, ќе си пробаш, ти држиш Извади линiju. со джуки, Види, јас сам да ти- му га сликамо на Карлеуш. Не. Вегетаријанка, Не она- да га види, да га проба. Вегетаријанка ме екстра менке почнав да прави и вегетаријански суџук, Е, така е да. све е могуќе.
Не е страшно. Како беше оној за веган? Такој нешто се едеше Како све беше по оној нешто за и на крај веган, а? скочеше дека си веган. Забрави га сак, не е битно. Арис, овој Добро. сак на маму ќе си даеш таму да почисти Зашто? по дома. Или ти си ти Јас сум ти работи? феминист и не мислам дека овакви работи се за жен. Тако е Само ли? за жен. За сви су. За сви су. Бре, млади, све по-самостални и Ја не сум сакаја негови години да виду тие за чистење. Не сум ги не знае како изгледа. Ти još не знаеш ни сам да се испеглаш. Па не ми ни треба, јас ставам на столче кошули, стои 3 дана и како преглана да се чудиш. Еве, и од Бучен Козја ги знаеш овие фирми многу добро, они се лидери во Куманово и во цела Македонија во своите Thank бранши, you very повели, much. мало внимание од нив и на крај И на колку ти ги крај даде? ваучер 2000 денари, ресторан Етно село Тимчевски. Си бил сигурно? Марио Заврива га на Арангеловски. шалтер, сак да се шалтер затвара. Да, Шалка ќе бил прешалтам така. ја и ќе го одјаву, пошто многу беше безобразен за еден што работи. бреша. Што беше ја безобразен, ја постои само едно прашање. Да бе, ќе ни дојде гостинка да видиш што треба после суџук да наваѓам, како прашуваш такој па не и за доење праша, ќути, не кажувате на никого, овој нека си остане меѓу нас. Ќути. Ти благодарам за учеството во емисијата, ти Дај га и посакувам ваучерче. пред се успех во пеењето, бидејќи велиш дека тоа ќе ти биде во прв план, знам дека како директор си доста активен, ти посакувам и тука со помош на твоите колеги да функционирате безпрекорно, да имате што повеќе манифестации, да биде успешна фондацијата, а ти како самостоен лик да гураш само напред и да бидеш што популарен. Еве, сигурно и преку песната можеш тука да користиш многу медиуми, и интернет и традиционални медиуми како што сега ќе бидеш присутен, да дојдеш до некое ниво кој го посакуваш. Ви благодарам на пријатната атмосфера, ја ви посакувам исто така многу успешни проекти во иднина, емисијата ви биде најгледана во државата и многу поуспешни гости од мене. Нема, јас ќе Ети, кажам пак, фидбек. успешни, познати, не буде, све е тоа, мене ме интересираат луѓе кои имаат приказна, кои имаат што да кажат. Може, Имам, ја можам да те зборам у 3 емисии следни, викаме за секоја тема. Готово, договорено. Значи имаме гости за 5 следни, пошто ќе имаме и други гости, нема никаков проблем. Затоа ви препорачувам секоја недела во 22:30 да видите на TV24 и да гледате Нема љутиш. Дај, комша, Келнер бе, келнер, дај си пиеш едну ракiju и дај тој кисело, како зеле, не бе, кисел вол ми дај ракiju. Više si pijan, a mi pijani gosti ne služimo. О, тако е. Tako je. Ама не бе. А дебели људи не имат, давате ги да едем, а? Тако е. Tako je, davamo gi. А, тако. И па добро, ја видиш, не сум многу дебел да ме кажеш, ама... Дај ги изеду едну порцију крилца. Pileški li? Поко имате јагнешки, дај ме јагнешки. A, tako je li? Па тако е. Dobro, jednu porciju krilca može. Е, тако е, а, може, што може с крилца да се пие, ти што ви земаја? Ti kažu pivce, pivo. Пивце. Da. Може, управо си, не ракiju, дај ми се пиво. Tako je li? Па тако е. Па вака сега кон крајот, ако веќе слушнавме нешто за просечен македонец, нели мора веднаш да уследи нешто и за просечна македонка. Ама пократко е, не грижете се. Не се они толку активни како мажите. Вели разумот ме полудува. Ми се допаѓаат двајца дечковци, не знам што да правам, не знам за кој да се одлучам. Аха, а што ти вели срцето, прашува пријателката. Па срцето ми вели дека мажот ќе ме убие. Е, чудна работа ти е тоа. Сексот посебно за жените. Чудна, како криенка миженка. Прво се криеш од родителите, па потоа од децата и на крајот се криеш од сопругот.
Време и ние повторно да ви се скриеме, барем до следната недела, освен во репризите, кои исто така може да ги видите постојано. На исто место тука во исто време, заедно со минералната вода Визијана, зубова и свежа мисла, млечните производи од бучен козјак, вкусните специјалитети од Екстра Мејн, детергентите од Арис, удобните лежи и фотели од Тетра Мебел, како и незаборавните моменти и спомени во комплекс Етно село Тимчевски. Тоа беше се за ова вечер и мислам дека не беше малку. Повеќе следниот викенд. Чао. Арис кои секогаш ви ја гарантираат вашата тата. А тате па, он уч, како бе учка тич. Та-та-та, татара-тара-та-та. Ова, уживанци, работиш колко трошиш, а плату не зимаш колко можеш.